Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Три дена Духовден, денес, утре и задутре, 3 дена Великден, празник на починатите почитувани сонародници. Вечерва ќе дадеме прилог по повод овој празник. Исто така ќе дадеме прилог за охридскиот војвода Методија Патчев. Ќе ве запознаеме пак како е настаната охридската песна Бог да бие Русе, твојта мајка. А од рубриката Жена, мајка и дом ќе ве запознаеме што е штетно за да го чувате во вашиот дом. Исто така мој коментар на неделата и блиц вести. Па да отпочнеме со гордоста македонска. Се мајка што те роди, тебе што те израсна, гласе земја што ја газиш, еј девојко прекрасна. Мојта мајка што ме роди, беше лична Марија, мојта земја што ја газам, родна Македонија. Има една земја мила, мајка што не родила, и со гордост македонска да не задоила. Има една земја мила, мајка што не родила, и со гордост македонска да не задоила. Се вода што ја пиеш, грло што ти измива, лазелевот што го јадеш, еј девојко прекрасна. Попелиздер вода пијам, грло што ми измива, клас е златно што ме рани, зрепела годија. Има една земја мила,
Како што спомнав на самиот почеток, денес, утре и задутре е така наречениот Велик ден за починатите, односно Духов ден, Дуовден или Педесетница. Духовден, Дуовден или Педесетница е подвижен празник, еден од најголемите 12 христијански празници, еден од најсветите празници во христијанството, во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Овој настан представува исполнување на старозаветните месијански пророштва. Педесетницата се нарекува уште и крај на празниците, ден преку кој се довршува историјата на спасението, остварено преку Исус Христос, токму поради тоа што православното учење како една службите на Месијата го назначува токму крштевањето преку Светиот Дух, односно неговото излевање во човештвото, иако Духот делува и пред и по Педесетницата на овој ден. Тој се покажува со својот ипостас, а се со цел самата историја на спасението да се направи совршена. На овој ден започнува икономијата на Светиот Дух. Тој е оној кој го собира Божиот народ во телото Христово, односно црквата. Еве кои се обичаите на нашите, што ги викаме, Словени. Овој празник, како и Великден, се празнува 3 дена. Во Црногорското и Хрватското приморје овие денови се нарекуваат и Русалје или Русали, а во Македонија и кај останатите други Словени со православна вероисповест, првиот ден од Духов ден е и ден на Света Тројца. А знаете, Света Тројца е во име на Отца и Сина и Светиот Дух. И не случајно со 3 прста се крстиме. На Духов ден се внесувале билки во храмовите, одни верниците плетеле венчиња кои ги носеле како заштита од демоните, но и како практична заштита од молците и другите штеточинки во своите кујки. Гробовите се покривале со листови од орев, а некаде се кителе само крстовите. На Дуовден во Македонија не се спиело ноќе, на гробиштата луѓето седеле цела ноќ и раздавале храна за душата на покојните. Задолжително е носење на цреши во земјени садиња, кои според верувањата со символично давање на блиските преминуваат граница на оној свет и им служат на покојните во тој задгробен живот. Инаку во Јужна Србија, кај Ниш, Лесковац, Врање, се верува дека човек роден на Дуовден секоја година на таа ноќ во стаклото на шишето во кое има вино може да ги види мртвите и да комуницира со нив, но пред да го стори тоа мора да помине низ обредни елементи, меѓу кои е да отиде до гробот без да се сретне со некого, да појде од домот и да стигне до гробот во глуво доба, да пости 7 дена пред Духов ден и друго. Некаде пак се верувало дека детето родено на тој ден нема да има среќа во животот. Педесетницата представува не само роден ден и темел на црквата, туку и нејзин пример дека околу апостолите во заедница биле присутни и првите христијански ученици и верници. Еве обичаите во Македонија. Во Скопје и Скопско, домаќинките во петок пред зори месат мали благи лепчиња, кои пред да се раздени се носат на соседите и на пријателите. Тие треба да се изедат нагладно за да им се најде на тие што не се живи. Лепчињата треба да бидат меки, благи и топли како душата. Потоа попладне се посетуваат гробовите на починатите членови од семејството, каде што се носат постни раздавки. Во сабота наутро, освен производите за раздавање кои се делат за да му се најде на покојникот, се носи пченица и вино. В недела пак по полноќ на гробишта се носат млади гранки од ореово дрво, со кои се поминува целото гробно место. Порано се носеа бардачиња, односно стомниња и каленици од глина, кои се полнеа со јагоди и цреши. Сега тие се заменети со стаклени или керамички садови, кои може да држат вода, а се дават на најдобриот пријател на покојниот. Важно е еден од производите што се дават за душа на покојниот да биде домашен, односно да е замесено левче или пита или нешто што многу го предпочитал покојникот.
Обичаите и верувањата на битолчани за време на дуовденските празнувања се раздавање храна на душа на покојните, бдење на гробовите до пред изгресонце и коленичење за време на црковната служба, зашто веруваат дека духовите на покојните одат на причесна. Постарите битолчани раскажува дека подготовките за празникот почнуваат уште пред Спасовден, кога се купуваат дарови за душа на покојните. Кај луѓето во овој крај од давнина останало верување меѓу народот дека на Спасовден излегуваат духовите, па затоа претходно се купуваат чаши, мајци, крпи, шоли, што е всушност и скоро во цела Македонија оваа информација. Во петокот пред Духовден се опеваат покојните, а другиот ден во саботата на задушница се раздаваат даровите. На гробишта се носат храна, лепче, маслинки, сирење, кашкавал, јагоди, цреши и купените предмети кои се раздаваат на блиски. 8 недела на Духовден пред да изгрее сонцето, уште во темнината ги мијат гробовите на покојните со гранки од маслинки и ореви. На тој начин символично се мијат починатите роднини. Во недела се служи во целата црква голема литургија, подот во храмот е послан со лисија од маслинки. Инаку се зборува дека умрените Бог ги отвора нивните порти на Спасовден, додека крајниот ден на Духовден ги затвора вратите, дори мали дечиња плачеле затоа што не се слободни. Па ние би рекле нека им е лесна земјата на сите починати. Твоите се зборои, Господе Христе, како љубов сладки, како сребро чисти, како љубов сладки, како сребро чисти. Твоите се зборои, дух и вистина, мудрост и сила на Синот Божи. Мудрост и сила на Синот Божи. Твоите не зборои на кајање вода, за нашите гревој, свети Господе, за нашите гревој, свети Господе. Твоите не зборои во нов живот вода, и нови тајни нам ни открива, и нови тајни нам ни открива. О Твоите зборои срцата ни гора, зборувај Христе, само зборувај, зборувај Христе, само зборувај. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.
Собственичките на Flower by Lilac, Марија и Христина Белчевски, на сите вам ви посакуваат пријатни минути со радио часот Глас од Македонија, а и пријатна седмица. Завршите семени слави, крштевки, родендени или било какви манифестации, на располагање ви стојат трите модерно премени сали на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Телефонот е 416-421-7451. Исто така во неделите или религиозни празници повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 416-421-7451. Црковната општина на Света Недела од Ејџекс на 19 и 20 јули, патрониот ден на црквата го слави преку фестивал, што ќе трае 2 дена, а во кој ќе има интересно за секој по нешто. Игри за деца, наши македонски обичаи и традиции, ора, песна, богато национално јадење, а што е исто така важно, деновите ќе ги поминете во пријатна разонода и дружба со ваши роднини и пријатели. Саботата отпочнува од 12 часот наплане па до полноќ, а неделата од 12 часот наплане до 10 часот вечерта. Сите сте добродојдени. Но затоа пак продолжува фестивал, но сега од управата на црквата Свети Димитрije Солунски од Маркам ве поканува од 8 август, кога е и Света Петка, до 10 август на фестивалот што ќе се одржи на Маркам Мейн Стрит. А целта нивна е да ја представат македонската традиција и култура пред канадската јавност. На тие денови ќе се вие македонското оро, ќе се пее македонската песна, ќе се јаде со јадења од богатата македонска кујна. Доколку пак некој сака од вас да биде спонзор, представувајќи ја својата фирма или индивидуално да биде спонзоршип, слободно јавете се до црковниот телефон на 905 471 5555. Да повторам, 905-471-5555. Како што реков, многу стари народни песни си имат и своји приказни, вистински приказни. Една од нив е и охридската песна Бог да бие Русе. Да чуеме како е настаната песната Бог да бие Русе. Според раскажувањата на потомците, песната Бог да бие Русе пее за убавата Рисавгија, односно Русе, родена во село Пештани, Охридско. Таа младоста по 12-та година ја поминала кај тетка и во Сараиште, во најстариот дел на градот Охрид, каде подоцна имала многу додворувачи, односно што сакале да ја добијат таа да биде нивна идна жена. Такви биле и Наум, односно Номе Банџов, и Ѓорги Ѓорџе Филев. Првиот го одбивала бидејќи не бил убав, а вториот бидејќи бил сиромав. Димитрije Атанасов, родом од село Тушемиште. Тушемиште е село во денешна Албанија, тоа е, припаѓа во околијата на Подградец кај Свети Наум таму. Родом од село Тушемиште и печалбар во Романија е човекот кој на крај ја оженил Русе со стројници, бидејќи двајцата си се бендисале. Песната Бог да бие Русе ја напишал охриѓанецот Никола Резилето, инспириран од упорното одбивање на Русе да се мажи за некој од стројниците. А да ја чуеме сега и песната посветена за Русе. Angelina,
Русе, рeci leto, čo mu dávaj Ruse, dole fure sa, dade rabit Ruse, za pol roke, sokol Ruse, veleštani, polojna Ruse, ohriđani. После ова убава охридска песна, да одиме пак со Методија Патчев, кој беше роден на 7 мај 1875 година, а загина на 25 март 1902. Македонски револуционер, учесник во Македонското револуционерно движење, член, раководител и војвода на Македонската револуционерна организација. Методија Патчев е роден на 14 мај, а некаде на 7 мај 1875 година во Охрид. Во родниот град завршил прогимназија, а потоа отишол да работи како чирак кај еден свој сограѓанин кожар во Пловдив. По потекло бил од сиромашно рибарско семејство. Неговите родители Јаким и Марија биле трудолюбови и честни луѓе. Јаким со рибарскиот занаед не можел да го прехрани своето семејство заради неприликите кои го снашле рибарството во последните децении на 19 век. Тој не сакал неговите деца да го наследат неговиот занаед, па затоа синовите Коста и Сандре ги дал да го учат кожарскиот занаед, додека синот Никола не сакал да чиракува, зашто велел дека душата ќе му смрди на штавени кожи. Методија како најмал го дал да учи, а ќерка му Вета ја оставил дома за да ја помага на мајка си, бидејќи во куќата биле 5 мажи. Методија завршил основно училиште и 4 класа класно училиште во родниот град Охрид. Виши класови на гимназија или некое друго средно училиште тогаш во Охрид немало. Бидејќи родителите на Методија биле крајно сиромашни, не можеле да го пратат својот син на школување надвор од Охрид, иако за тоа и тој и тие мечтаеле.
Од тие причини Методија Патчев го прекинал образованието токму тогаш кога навлегол во книгата, кога почнал да ги вкусува нејзините плодови. И тој како и неговите тројца браќа со татко му се борел за животен опстанок. Работел како известно време за кожарските дуќани, а работел и како рибар со татко си, борејќи се со езерото за парче леб. Методија се среќава и како посетител на неделното училиште. Интересот кон неделното училиште бил голем затоа што повеќето учители биле од револуционерната организација и слушателите ги запознавале македонската макотрпност како и со програмата на ВМРО за ослободување на Македонија. Тие повлијале и кај младиот Методија да работи уште тогаш за интересите на организацијата. Кога заштедил нешто средства од работата и со малата помош што ја добил од родителите, во почетокот на 1886 година го напуштил родниот град и тргнал да бара помош. Прво отишол во Солун, а оттаму во Софија. Ниту во Солун, ниту во Софија не добил потребна парична помош за понатамошното школување во некој средно училиште. Во Самоков почнал да го посетува специјалното училиште. Во училиштето ги посетувал сите занаети што се изучувале, а истовремено работел и во револуционерниот кружок, во чија активност веднаш се вклучил. Овој ученички кружок бил мощно активен, бидејќи бил посетуван од раководителите на ВМРО, а од време на време и од самиот Гоце Делчев. А да спомнам, бил и близок со Гоце Делчев, а Гоце Делчев, неговата свршеница, која се викаше Јустинијана, односно Јана или Јанка Каневчева, беше токму комшивка со Методија Патче. Од материјални причини Методија набргу го напуштил Самоков, бидејќи не можел да обезбеди стипендија за да учи во некој средно училиште. Во 1896 година се вратил и се занимавал со учителска дејност во основното училиште Свети Кирил и Методи во малата Кошишта, исто во Охрид. Во истото училиште за учител бил назначен и неговиот сограѓанин Христо Узунов. Истата година влегол во редовите на ВМРО. Тој добил специјални задачи, ликвидирање на непријателите на ослободителното дело, како и на предавниците. Во 1894 година, само една година по формирањето на ВМРО во Солун, се формирала и Охридската револуционерна организација. До 1900 година во револуционерниот комитет влегле Христо Узунов, Методија Патче, Кирил Прличев, инаку син на Григор Прличев, Лука Грубче, Климе Заро, Атанас Каневче и други. Узунов и Патче многу придонеле за омасовување на револуционерното движење во Охрид и Охридско. Двајцата им давале заклетва на новите членови на вообичаениот начин пред Евангелие, крст и кама. Честопати Узунов, за да не биде забележан од турските власти, по куќите каде што требало одел облечен како поп, а Методија Патче му го носел како клисар котлето со светена. Посебно место во развојот на ВМРО во овој период имале ударните групи за специјални намени. Овие групи покри следењето на одредени луѓе и исправувањето со уличните шпиуни собират пари за потреба на организацијата, го помагат низиното вооружување и вршат агитациско-организацијски задачи. Обично ударните групи биле со повремен карактер и биле составени од лојални, храбри, снаодливи луѓе како што бил и Методија Патче. Во спомените од Ѓорги Тасич, учител од Охрид, кој се борел за ширење на српската пропаганда во Охрид, има дадено многу податоци и за другите пропаганди во Охрид, како и меѓусебни караници меѓу граѓаните на Охрид, а пред се учителите. Во ширење на српската пропаганда најповеќе се експонира охриѓанецот Димитрije Грданов или Грдановиќ. Охридското раководство на ВМРО решило енергично да се бори против српската пропаганда. Тие одлучиле да го тепаат Грдановиќ и така тоа се случило на 5 август 1898 година по стариот календар. Таа задача паднало да ја реализира учителот Методија Патчев. Тој тоа го реализира кај стариот дел на градот, кај денешната Самоилова улица. Првата акција на организацијата во Охрид е убиството на србоманот Димитар Грданов или Грдановиќ, кој бил осуден како разбивач на националното политичко единство на масите. Ликвидацијата на турскиот шпион Димитар Грданов или Грдановиќ била една од позначајните акции што ги извршил Методија Патче. За да одредат кој ќе го убие предавникот, групата во која биле Иван Нелчин, Христо Узунов и Кирил Прличев влечеле жребка.
Иван Нелчин, на кого му паднала ждрепката, се откажал, правдајќи се дека нема нерви за такво дело и дека не е доволно вешт за ракување со наган. После ова се јавил Методија Патче и рекол дека тој ќе го изврши убиството доколку Нелчин дадел 10 наполеони за организацијата. Откако предложената сума била дадена, бил направен друг план за убиството на Грдан. Со помош на Христо Узунов и Кирил Прличев на 5. август 1898 година го застрелал предавникот Димитар Грдановиќ во центарот на Охрид, пошто сите тројца се уапсени од турските власти. Иако немало сведоци на убиството, тој бил уапсен од турската власт и осуден на 15 години затвор. Методија Патче бил затворен во Битолскиот затвор, каде останал се до 1901 година, кога бил амнестиран. По излегувањето од затворот во учебната 901-902 година, Патчев бил назначен за учител во Прилеп, но откако турската власт му забранила да работи како учител, тој преминал во илегала и се приклучил во четата на Марко Лерински. Тој пак, Марко Лерински, бил прво со бугарското, а потоа од страна на Гоце Делчев бил придобиен и Ѓорче Петров во 1900 година учествувал во Македонското револуционерно движење како член и војвода на Македонската револуционерна организација. Марко бил испратен во Леринскиот крај, а неговата чета, благодарение на неговата офицерска подготовка и организаторски способности, станала училиште за обука на македонските револуционери и војводи. Меѓу оние кои ја поминале неговата обука бил и учителот Патчев. Во октомври 1901 година Патчев бил назначен за војвода на првата агитацијно организацијска чета во Прилепско. Со намера да привлече и зачлени поголем број комити во организацијата, патува низ Прилепскиот регион и за релативно кусо време ќе дојдат до израз неговите организаторски способности. Во текот на март 1902 година заради разврат го ликвидирал и Прилепскиот војвода Тале Горанов. Но откако на 6. април 1902 година на селскиот празник Благоец дошол со 6 соборци во Кадино село Прилепско за да покрсти нови членови за организацијата, бил предаден и обкружен од турскиот аскер и Башибозук. Додека војводата со четата биле сместени во старата куќа, а народот за тоа време биле в црква, околу пладне во селото дошле околу 500 вооружени луѓе, меѓу кои аскерот Битола и познатиот разбойник Карасим со 25 души. Претходно четата не била известена за движењето на силниот аскер кон Кадиносело и немала ниту време и можност да се извлечат од кулата и селото. Обколени од сите страни, четата се забрикадирала во кулата. Започнала неравноправна јуначка борба која траела до наредниот ден 7 април 1902, се до моментот кога на четата им снемало муниција. На Патчев и комитите не им преостанало ништо друго освен да се предадат или да умрат. На повикот од аскерот да се предадат, одговориле дека македонски борци не се предаваат. Со песна, после 24 часовна борба, Методи Патчев и неговите соборци со последните куршуми извршиле групно самоубиство. По пристанокот на покотниците, кога турците влегле во кулата, гледката била потресна и величенствена. Со прострелани смртоносни рани, со радосни лица во пресрет на смртта, комитите како да ја оддавале последен поздрав на својата мајка земја и на својата татковина Македонија. Командантот подпоручник Нијазибек, подоцна еден од истакнатите членови на младотурската револуција, покажувајќи на положените тела на комитите, пред аскерот изјавил: "Тоа се херои. Гледајте како се бореа за својата идеја. Сами се убија." Потоа со плотун преку мртвите тела, турците им оддале почит на загинатите македонски борци. Турците кај Патче пронашле шифрирани документи од кои ја откриле целата револуционерна мрежа на организацијата во Прилепско. Османлиската војска, правејќи голем зулум, извршила претрес и апсења во 18 прилепски и 6 мариовски села, при што биле затворени 92 припадници на организацијата. На судењето во Битола на разни затворски казни биле осудени 16 души, а другите биле ослободени. Врз основа на разни добиени податоци се смета дека предавството го извршиле Станко Ачковски, кмет на селото, познат врховисти турски шпиуни, а неговиот заменик Јонче Врбовски. Ачковски бил осуден на смрт од организацијата и истото лето бил убиен.
Македонската револуционерна борба прети по Илинденското востание памети многу колективни самоубиство на македонски војводи и комити, кои со посегањето по собствениот живот предизвикувале восхит не само кај својот народ, туку и кај непријателот. Меѓутоа, самоубиството на охриѓаницот Методија Патчев и неговата дружина е прв таков чин по чиј пример подоцна ќе тргнат многумина македонски синови. Селаните ги закопале македонските херои во црквата Света Богородица, а подоцна ги откопале и ги погребиле во заедничка гробница на селските гробишта. За војводата Патче испеани се повеќе песни, а една од нив е и песната Јас Методи Патчев од Охрида. А сега во продолжение од рубриката Жена, мајка и дом и со 3 работи кои не треба да ги чуваме во домот. Тивки отрови во домот, 3 секојдневни предмети што ви штетат на вашето здравје. Луѓето прекумерно ги користат некои од вообичаените предмети во домаќинството без да се земе во обзир дека може да му наштетат на своето здравје. Меѓу нив се мирисните свеќи кои содржат фталати, за кои што е познато дека го нарушуваат нивото на хормони и предизвикуваат респираторни проблеми. Фталатите се група хемиски соединенија што обично се користат за производство на пластика, особено хлорид. Често се нарекуваат
пластификатори. Покрај во пластиката, фталатите се наоѓаат и во производите за лична нега, предметите за домаќинството, медицинските помагала, па дури и во пакување за храна. Вториот што не треба да се користи е куинската пластична даска за сечење храна. Со текот на времето тие даски може да се распаѓаат, ослободувајќи микропластика во храната која што натаму се внесува во телото. Земаме дрвена даска за сечење за да ја намали опасноста, велат докторите. И на трето место на листата се изгребаните оштетени тави кои што содржат перфулирани масни киселини. Тие се поврзани со висок крвен притисок, холестерол и репродуктивни проблеми. Оштетената тава може да ги пренесе овие честички во вашата храна, затоа изфрлете ја веднаш штом на неа ќе се појават гребеници или пукнатини. Може да ја замените со побезбедни алтернативи како што е челик или леано железо, советуваат докторите. Ludi, ej, godini ludi, da ta nostalgija mi budi, da rascvetam kako nekogaš. Koja damkana duša da izbrišam. Ne žali, ne žali, za ništo veće ne žali. Kaži mi moja majko, uteka daj mi samo, izlaži me bati. Ne žali, ne žali, za ništo sine ne žali. Kaži mi moja majko, uteka daj mi samo, izlaži me bati. Kaži majko, kaži majko, srce vo kamen studi, a proleta se budi, stopli mi duša, kaži mi. Ne žali, ne žali, za ništo veće ne žali. Kaži mi moja majko, uteka daj mi samo, izlaži me bati. Ne žali, ne žali, za ništo sine ne žali. Kaži mi moja majko, uteka daj mi samo, izlaži me bati. А сега еве и од коментарот за ова недела. Британија со нови интриги врз македонството наводно ќе не нагостила со голема сума на пари со милиарди, а не спомнува дека сака да отвори кампови за избеглиците, арапите и да ни ги донесе во Македонија, и токму тогаш Македонија ќе има многу етнички заедници, а само не македонци. Колку многу му верува Мицкоски на овие странски дипломати и злочинци на македонството.
Пред неколку денови австрискиот Вајц ја критикуваше Бугарија, укажувајќи дека постои македонски јазик и македонска нација, за кое Бугарија остро реагираше. Меѓутоа, известувачот Томас Вајц предложи одлагање на гласањето, а од кои причини тој самиот знае, иако рече дека останува на ставот дека постои македонски јазик и македонска нација. Што станува во таа Европска унија? Каде е демократијата? Или поточно, зошто некои од членките држави на таа Европска унија се кријат зад параванот на нацизмот, на фашизмот? Од друга страна, во таа Европска унија како да го изгубила страмот. Сопругата на францускиот председател Макрон го награди нејзиниот сопруг, председателот Макрон, жената му со шамар по лицето и пред јавноста. Ете, тоа е Западот. Меѓутоа, за да свртам внимание сега на домашната сцена. Поглаварот Стефан го номинира новоизбраниот монах Георги за нов митрополит на Дебарско-Кичевската епархија. Дебарскиот владика пак Партени, кој по смртта на Тимотеј цело време манипулираше со своите верници за тој да го заземе престолот на таа епархија, иако многу ниско човече, но полн со злоба, со инает, а најмногу со предавство врз се што е македонско, испрати глас до своите слуги да протестираат. Така да група во Скопје, исто така Варош на стариот дел на град Охрид и уште неколку групи на негови верници измеќари протестираа по улиците, барајќи тоа човече, ѓавол на ѓаволите, што е лош, затоа може би не пораснало, тој да биде новиот Дебарско-Кичевски митрополит. Зарем овие не знаат дека тој владика Бигорски Партени работи за грчкиот Вартоломеј и за Бугарија? Зарем не ги слушаат и гледат неговите изјави кои се декларира како бугарин? Ако таа група на негови верници е изгубен случај, а може би и тие се едни од шпионите за уништување на се што е македонско, јас пак се чудам со премиерот Мицковски, кој со гордост гледа во ова така наречено чудовиште, иако Мицковски е свесен дека Партени работи да се сруши и последниот столб од македонската државност, а тоа е Македонската православна црква Охридска архиепископија, за кое уште пред 2 до 3 години Лјупчо Палевски Палчо укажуваше на сето ова, како што укажуваше дека грчката држава на 15 декември 2023 година ќе потпише договор со македонската влада, каде реката Црна и Кавадаречкото вештачко езеро да бидат сопственици на државата Грција, а дадена за зачувување на за употреба, односно на Македонската православна црква, исто Палчо собра 150.000 потписи, а 50.000 пак потписи во 2 недели за да се поништи договорот со Бугарија. Некој му смисли план да го направи дека е убиец, иако многу работи се открија дека Палчо нема никаква врска со убиството на Вања и на Панче. Но тоа да го оставиме настрана, иако за жал такви луѓе што се борат за македонството секогаш ги ликвидираат. Да чуеме што кажува отецот Кирил, а сега номиниран како архимандрит од страна на Цариградскиот Вартоломеј и на кој тој шпион, колку се чувствува бугарин, а за тоа ќе потврди еден од верниците Игор Биловски, како дознал и од владиката Партени дека бил така наречен бугарин. Да чуеме. Градена идеологија, ен таков македоничар, сега тој отвора книгите и таму гледа се до 45 да се знае българи, така сите. И сега тој наеднаш се страв. Сега гледа, ама сега му признае, ама ќе се стопи, ке не нема. Вие как решихте, че сте българин? Тоест, македонски българин? Преку мојот духовник, отец Партени од игуменот на Бигорски манастир. Со него седевме во неговиот кабинет и разговаравме околу нашето минато и тој со многу љубов, смирение и трпение ми раскажуваше, објаснуваше за нашето бугарско минато. И тогаш си реков дека ако нашите предци се декларирале така како бугари, јас нема што да се противам на тоа и едноставно си го прифатив без проблем. Нашите предци се бугари така натаму, македонскиот е дијалект на бугарскиот. Заради съхранението на подобни реликви и историята, която те пазят, братите от най-големия македонски манастир често са наричани предатели. Медиите в Скопие демонизираха монасите, след като те подкрепиха договора за добросъседство между страните на миналата година,
а навръх 2 август и Линден, пред ултара на църквата Свети Йоан Кръстител духовниците изпяха първия химн на ВМРО, написан от родения в Стара Загора композитор Александър Морфов. Јас не можам да разберам зошто и до кога Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, а посебно поглаварот Стефан, не го расчинува овој сатан, па после честниот македонски народ да му го најде алот. И нему, и на муртинското чудовиште Зоран Заев, на терористите Ахмети, Джафери, односно на сите предавници на македонството, па да бидеме, како што напише писателот Гане Тодоровски, колку сме, толку сме, токму сме. Бог да ги бие и убие предавниците и душманите. Бог да ги бие и убие кодошите и яничарите. А сега да одиме и со новините од Македонија. Бугарија треба да се однесува европски. Јана Јосифовска со деталите. Канонада од клевети, закани и притисоци за известувачот на Европскиот парламент за Македонија Томас Вајц од бугарска страна. Тој во изјава за бриселски политико се пожали дека станал мета на закани од Бугарија, затоа што одбил да потклекне на притисокот од Софија околу извештајот за напредокот на Македонија, во кој беа поднесени неколку амандмани со кои се нагласува македонскиот идентитет и јазик, пошто Бугарија се крена на нозе. Притисокот од официјална Софија да се одложи расправата за извештајот бил преголем, пишува Политико. А според извори на бриселскиот портал, дури и бугарскиот премиер Желјасков се вклучил јавувајќи се на Роберта Мецола за да интервенира за одложување. Сите 17 бугарски представници во Европскиот парламент потпишале писмо во кое увид имал Политико, а со кое го осудуваат Вајц и го критикуваат дека одработувал за македонската влада. Тој пак неколку пати досега јавно сведочеше дека се соочува со притисоци и закани, но и покрај одложувањето на неговиот извештај за земјава во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент, кажа дека апсолутно стои зад документот. Стандардно е да се среќаваат представници од земјата за која се однесува извештајот, а не од нејзиниот сосед. Бугарските политичари прават се што можат за да го побијат извештајот, вклучувајќи кампањи за клевета, лажни обвинувања за корупција, лажни обвинувања за пристрасност. Клеветничките кампањи се обидуваат да го забават процесот на пристапување на Македонија во Европската унија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче смета дека Бугарија треба јасно да каже дека нема да има непринципиелни барања. На средби со граѓани во Прилеп кажа дека СДСМ работи и лобира кај сестринските партии од ПЕС за поддршка на извештајот за Македонија. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.